Ова е време кога е потребно да се организираат фер и демократски избори, но и да се завршат потребните активности за полноправно членство на нашата држава во Северноатлантската алијанса и да се следат одлуките на Европскиот совет поврзани со почетокот на преговорите за членство во Европската унија. Токму затоа честа, но пред се одговорноста да се предводи владата во овој период за мене представува силен предизвик, но и голема лична, професионална и политичка одговорност да се даде максимумот за доброто на граѓаните и за развојот и напредокот на Северна Македонија. Владата ќе овозможи континуитет на функционирањето на институциите, на владењето на правото и демократијата и организирање на фер и демократски избори, преку кои демократската волја на граѓаните ќе се изрази во нова политички легитимна влада која ќе ја предложи и ќе продолжи да ја води Република Северна Македонија на вистинскиот пат како членка на НАТО и како членка на Европската унија. Дозволете ми тука да ги потенцирам спроведените реформи во безбедносниот систем, особено реформата на МВР, на УБК, формирањето на ОТА и на Агенцијата за национална безбедност, кои гарантираат заштита и унапредување на човековите права, заштита на демократијата и стабилност на системот. Безбедносниот систем е основа за функционирање на правната држава. Тој денес функционира, а со него функционира и правната држава, со него функционира и демократијата и правото на глас, како врв на демократските придобивки и почитување на граѓанските и политичките слободи и права. За разлика од претходно, за помалку од 3 години имаме јавност која не се плаши да го кажува постојано својот глас и својот став, која има критички однос кон било какво нефункционирање или девијантно однесување на институциите и која очекува ништо помалку од висока функционалност на сите тие институции кои ние ги представуваме, почнувајќи од владата, министерствата и сите други институции во Северна Македонија. Денес имаме држава која за неколку месеци ќе застане рамо до рамо со сите држави членки на најмоćниот военно-политички сојуз на светот и која набрзо потоа очекуваме да го добие и датумот за почеток на преговорите за членство со Европската унија. Со членството во НАТО ќе исполниме 50% од стратешките планови за нашата држава. Останува да се стремиме кон останатите 50%. Како основен предуслов за тоа се фер и демократски избори, организирани согласно највисоките европски стандарди за идеално да ја преточат волјата на избирачите. Почитувани пратеници, свесен сум за одговорноста и улогата која преодната влада ќе ја има за организација и спроведување токму на такви избори. Дозволете ми со особено задоволство да го представам составот на новата преодна влада за спроведување на изборите пред пратениците на Собранието на Република Северна Македонија и да ви предложам за членови на владата да бидат избрани: Оливер Спасовски за председател на преодната влада, Радмила Шекеринска за министар кој ќе раководи со Министерството за одбрана, Бујар Османи за министар без ресор во владата, Мила Царовска за министар без ресор во владата, Никола Димитров за министар кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи, Наќе Чулев за министар кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи, Садулат Дураки за министар кој ќе раководи со Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, Нина Ангеловска за министар која ќе раководи со Министерството за финансии, Венко Филипче за министар кој ќе раководи со Министерството за здравство, Рената Десковска за министар кој ќе раководи со Министерството за правда, Горан Сугаревски за министар кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски, Крек Кршник Бектеши за министар кој ќе раководи со Министерството за економија, Трајан Димковски за министар кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Дамјан Манчевски за министар кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација, Рашела Мизрахи за министар кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика, Арбара Деми за министар кој ќе раководи со Министерството за образование и наука, Горан Милевски за министар кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа, Хусни Исмаили за министар кој ќе раководи со Министерството за култура, Насер Нуредини за министар кој ќе раководи со Министерството за животно средина и просторно планирање, Роберт Поповски за министар без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми за министар без ресор, задолжен за диаспора, Музафер Бајрам за министар без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите, Зорица Апостолска за министар без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Бардуль Давути за министър без ресор, задължен за странски инвестиции. Елвин Хасан за министър без ресор, задължен за странски инвестиции, и Хисен Джемаили за министър без ресор, задължен за странски инвестиции. Мандатът на министърът за внатрешни работи и на министърът за труд и социална политика трае до денот на обявување на конечните резултати от Државната изборна комисија за проведените предвременни парламентарни избори во Собранието на Република Северна Македонија. Почитувани пратеници, организирањето на фер и демократски избори е врвен приоритет на предходната влада. Ве уверувам дека јас како председател, министрите, замениците министри и дополнителните заменици министри ќе ги преземеме сите потребни мерки за да бидат обезбедени услови за спроведување на успешни предвременни парламентарни избори. Надлежните институции ќе ги добијат целокупната поддршка и помош за организација и спроведување на изборите. Очекувам професионална соработка помеѓу владата и собранието, особено со Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата, домашните и меѓународните наблюдувачи, како и со сите органи и тела кои имаат соодветна улога во спроведувањето на изборите. Имаме историска одговорност да продолжиме со организација на избори какви што доликуваат на Европска Македонија, која се стреми кон полноправно членство во Европската Унија. Впрочем, преку организација на локалните избори во 2017, референдумот 2018 и председателските избори во 2019, поставивме стандарди кои не смеат да бидат нарушени и кои ќе бидат водилка и за организација на изборите закажани за 12 април оваа година. Според оценките на меѓународните организации, особено на ОПСЕ и на ОДИХР, сите изборни активности од 2017 година наваму беа спроведени во фер и демократска атмосфера и со почитување на стандардите за организација на избори. Токму професионалниот пристап на Државната изборна комисија, на Министерството за внатрешни работи и на останатите надлежни институции доведоа за избор на председател на државата, кој е признат и поздравен од сите парламентарни политички партии, како и од општеството во целина. Должни сме да го поддржиме договорот помеѓу политичките партии што ќе земат учество во изборите, како нивниот пристап кон изборите со единствена цел враќање на политиката кај граѓаните и гарантирање на можноста за непосреден и слободен избор на секој граѓанин. Особено е значајно граѓаните да бидат мотивирани да учествуваат на демократски изборен процес, во колку што е можно поголем број, да имаат поттик да гласаат на изборите и да веруваат во изборниот систем. Граѓаните се носители на демократијата. Тие ги носат одлуките, тие и никој друг. Тука особено апелирам до опозицијата. Одговорноста за спроведување на безпрекорни избори сега е подеднакво и ваша. СДСМ и коалицијата покажаа како се организираат избори, како демократски се управува со државата. Сега е конечно време и ВМРО ДПМН да се одважи и да ги прифети и спроведува овие демократски стандарди. Времето на флоскули, на лажни вести, на политичко калкуланство е завршено. Сите сме дел од институциите мора да функционираат и да испорачаат совршени, слободни, фер и демократски избори. И ни милиметар помалку од тоа. Почитувани граѓани, почитувани пратеници, одиме на избори кои ќе го одредат на тамошниот пат на државата. Во овој период владата треба да биде на висина на задачата и да преземе одговорноста да обезбеди услови за континуитет на динамиката на започнатите процеси и проектите, за да нема застој ниту во економијата, ниту во реформите. Тој пристап е особено значаен за да не се загрозат стратешките приоритети на Република Северна Македонија, за кои сум убеден дека имаме консензус. Развојот на економијата, зголемувањето на продуктивното вработување, подигнувањето на животниот стандард на граѓаните треба да останат главен фокус на работата на владата. Одржувањето на политиките на развој на економијата со цврста определба за поддршка на домашните предпријатија, пред се на малите и средните, кои инвестираат и отвораат работни места, треба да продолжи со исто силно темпо. Со исто таква динамика треба да продолжат и политиките за привлекување на странски инвестиции, кои во изминатите 3 години дадоа одлични резултати. Овие политики обезбедија историски пад на процентот на невработеноста. Над 60.000 новоотворени работни места, забележително зголемување на минималната плата, раст на платите во повеќе сектори, обезбедување услови за продолжување на овие трендови ќе продолжи, а и ќе биде понатаму императив. Најавеното зголемување на платите во образованието, здравството и во другите ресори ќе продолжи да се реализира согласно планираната динамика.
Очекуваме дека со ова ќе се овозможи и раст на животниот стандард на граѓаните. Во изминатите 3 години се постигна пресврт во социјалната заштита за трајно излекување на граѓаните од сиромаштија. Се воспостави функционална мрежа на институции на социјална заштита блиски до граѓаните и во престојниот период треба да се обезбеди максимална примена и транспарентност на новиот систем. Планот за чист воздух со обезбеден финансиски фонд, дополнет со финансиска поддршка за различни активности во различни министерства поврзани со заштита на животната средина, остануваат како една од врвните приоритети на владата. Владата сериозно ќе се посвети на координација на активностите меѓу централната и локалната власт, а ќе ги поддржи и ќе ги потигне капацитетите за користење на европските фондови кои стојат на располагање на државата. Остануваат и сите обврски околу грижата за животната средина и здравието на граѓаните како стратешки приоритети на владата на Република Северна Македонија. За неколку недели ќе биде завршена постапката за полноправно членство на нашата земја на НАТО. Очекувам дека составот на овој парламент ќе биде токму тој кој ќе има честа да го верификува историското исполнување на една од најважните стратешки цели, а тоа е членството во НАТО. Повеќе од 2 децении траеше патот кон членството во НАТО и навистина очекувам дека сите мудри и разумни политички одлуки кои ги преземавме во изминатите неколку години ќе бидат во насока на остварување на деценискиот стремеж и волјата на огромното мнозинство на македонски граѓани да живеат во земја како членка на НАТО. И покрај бројните реформи на евидентниот напредок кој е констатиран во извештајот за напредок на Северна Македонија, се уште не достига датумот за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Остануваме одлучни на патот кон реформите за прилагодување на домашното законодавство со законодавството на Европската Унија и уште посилно да работиме на реална и вистинска имплементација на европските стандарди во македонското општество. Ќе продолжиме да ги градиме капацитетите за водење на преговорите за членство, да ги исполнуваме високите стандарди со примарна цел за подобар живот на граѓаните на Република Северна Македонија. Мора да се истакне и одговорниот пристап во спроведување на реформите во правосудството, како дел од одлучната и неселективната борба со организираниот криминал и корупција, а за јакнење на владењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите. Владата ќе овозможи сите институционални, материјални и севкупни услови потребни за работа на јавните обвинителства и судовите, преку кои стои огромна одговорност за расчистување на криминалот од носители на јавни функции без разлика на нивната политичка определба, како и за борбата против организираниот криминал и злоупотребите од минатото. Целта на владата е создавање медиумски простор за непристрасно и објективно информирање на граѓаните, бидејќи само вистински информирани граѓани можат слободно да донесат одлука за иднината на својата држава. Слободните медиуми кои известуваат независно, непристрасно и професионално се гарант за развојот на демократијата во општеството и чуварот на слободната мисла. И во овој преоден период до изборите, владата ќе ги продолжи политиките со кои Македонија се гради како држава на сите граѓани што живеат во неа. Продолжуваме да градиме мултикултурно општество со акцент на поширока интеркултурна комуникација. Свесни сме за значењето на образованието во 21. век. Квалитетот на образовниот систем мора да се гради секојдневно и на него не можат да влијаат надворешни влијанија. Затоа владата ќе продолжи да развива интегриран систем на образование кој ќе влијае врз зголемувањето на економскиот раст, продуктивноста на трудот и ќе ги зголемува шансите на младите за квалитетни работни места. Сите имаме обврска да дадеме максимум за остварување на овие цели, а сега со учество на опозицијата во владата, ова обврска и задача станува заедничка и подеднако важна за нив како политичка структура. Дозволете ми да потенцирам уште една реформа која, иако не е формална, е можеби најважната реформа која успеавме да ја започнеме во мандатот на претходната влада, а тоа е реформата на умот, која се случува интензивно во позитивна смисла во македонското општество. Граѓаните се повеќе стануваат свесни дека во однос кон поединецот и кон општеството зависи и општото добро. За да ги задржиме младите луѓе тука, во нашата држава, потребно е да ги потикнуваме да ги менуваат своите навики и да се грижат и да бидат посветени на израдба на Европска Северна Македонија. Секако на крајот, но се разбира со еднаква важност, останува определбата дека сите наведени обврски на предходната влада ќе се реализираат само во услови на одговорна власт, која работи транспарентно и отчетно.
Граѓаните очекуваат и мора да добијат ефикасна, транспарентна и отчетна преодна влада. Јас како председател на владата ветувам, и тоа со големи букви ветувам, дека ќе ја насочам сета моја енергија, знаење и капацитети заедно со министрите преку тие постулати на транспарентност, одговорност и отчетност да продолжиме да градиме ефикасни институции во служба на граѓаните на веќе трасирениот прав пат на прогресот и демократија. Почитувани пратеници и почитувани граѓани, Северна Македонија од формирањето на новата влада 2017 до денеска напредуваше многу. Токму оваа влада и овој парламентарен состав ги донесоа најзначајните одлуки во поновата македонска историја. Беше потпишан договорот од Преспа, кој ни овозможи да го надминеме деценискиот спор со соседна Грција. Беше ратификувана договорот за членството, односно започната процедура за ратификација на договорот, односно протоколот за членство во НАТО. Истиот договор овозможи да се отвори можноста наскоро да добиеме и датум за почеток за преговори со Европската Унија. Го потпишавме договорот за добрососедство со Република Бугарија, кој ги зацврсти нашите позиции како релевантен партнер во регионот. Започнавме многу постапки за зајакнување на соработката со земјите во регионот, особено со Албанија, Србија и Црна Гора, со кои договараме сериозни олеснувања за слободен проток на стоки, луѓе и услуги и капитал за сите граѓани. Реформите кои ги презедовме во повеќе сфери од општественото живење наидоа на поддршка кај јавноста, но и ја зацврстија позицијата на Северна Македонија пред надлежните институции во Европската Унија. Сето тоа немаше да биде можно без визионерскиот однос и начин на работа на досегашниот председател на владата господинот Зоран Заев, кој силно го поддржа и доследно го почитуваше законот за влада и во смисла на формирањето на преодната влада која ќе биде избрана денеска. Иако одиме на предвремени парламентарни избори, Заев беше дециден во ставот дека мора да се почитува законот и да се формира преодна влада 100 дена пред изборите, за што сведочи и неговото денешно повлекување од функцијата. Дозволете ми да искажам голема благодарност до сегашниот председател на владата господинот Зоран Заев, но и до сите членови на влада со кои успешно соработувавме во изминатите 2,5 години. Токму со вашата посветеност, професионалност успеавме да ја промениме државата и да овозможиме простор за уште поголем напредок и развој за доброто на сите граѓани. Таква иднина и таков живот заслужуваат граѓаните. Таква ќе биде сликата за Европска Македонија. Државата е на вистинскиот пат на напредокот, на развојот и демократијата, што ќе продолжат да бидат гарант на добрите политики што ќе се спроведат во нашето општество. На крајот дозволете ми да ги повикам сите членови на преодната влада, кои денеска ќе бидат избрани достоинствено, гордо и со интегритет да ја извршуваат својата функција за доброто на граѓаните на Северна Македонија. Во мене секојаш ќе имаат партнери и поддржуваат за таквите политики. Благодарам на вниманието.